Срдечно добре дојде во нашата нова премиера. Нема да трошиме многу време на најавувањето, но ветуваме дека следните половина час ќе бидат интересни. Honda го повлекува од европскиот пазар иконскиот Civic Type R идната година. За да го обележи тоа, ја лансира Ultimate Edition, ограничена на само 40 возила. Дизајниран да ги прослави 28-те успешни години, последното издание има каросерија обоена во Championship White, која е украсена со црвени налепници на хаубата и страните на автомобилот. Покривот е обоен во црно, а спойлерот и праговите на вратите се направени од јаглеродни влакна. Овој материјал може да се најде во централната конзола. Панелите на вратите, држачите за чашик, централната конзола, просторот за нозе и просторот под седиштата се нагласени со дополнително осветлување. Секој купувач ќе добие кутија што содржи нумериран амблем од 1 до 40, приврзок за клучеви од јаглеродни влакна, специјални подни простирки и прекривка за возилото. Британската автомобилска индустрија продолжува да тоне. Бројките за производството паднаа на најниско ниво од 1952 година. Во април таму се направени само 59.203 возила, за 16% помалку од истиот месец лани. На тоа влијаеше додавањето на неизвестноста предизвикана од американските царени на досега акумулираните причини, но и неработните денови заради празниците. Затоа и дел од аналитичарите сметаат дека ситуацијата е привремена и набрзо ќе се врати на нормален колосек. Тоа пак не е голема утеха, бидејќи плановите на производителите на возила кои имаат погони во Велика Британија не се баш јасни за нивната иднина. Позитивно делуваат напорите на владата, која за автомобилската индустрија смета дека има клучна улога за задвижување на економијата, но засега од тоа нема некои позначајни резултати. Ке се произведуваат ли возилата на NIO во Словенија? Таков тек може да добие една приказна прекината 2023-та во која наместо Магна, главниот лик ќе го толкува кинескиот производител. Засега само како можност во желбите на словенечките политичари, кои си поставија за цел да се сретнат со одговорните на кинеската марка и да поразговараат. А лесно може да се договорат бидејќи погоните во близината на Марибор, во која канадско-австриската мултинационална компанија вложи повеќе од 150 милиона евра, зијаат празни. Не работат бидејќи имаше проблеми со еколошките дозволи. Со оглед дека капацитетите лесно ќе се прилагодат за монтирање на возила, а со тоа и вклопат во плановите на NIO за настап на европскиот пазар, се е можно.
По углед на култниот 917 Порше подготви патна верзија на Леман тркачот 963, спојувајќи ги со неа на модерен начин минатото и сегашноста. Под хаубата на овој уникатен автомобил се крие 4,6 литарски V8 со 2 турбокомпресора и 680 конски сили, спарен со хибриден систем и 7-степен секвенционален менувач. За возење по јавни сообраќајници амортизерите се ублажени, клиренсот зголемен, а светлата репрограмирани. Секако, автомобилот е опремен со сите законски потребни нешта, како што се мигавци, сирена и друго. Интериерот е директно инспириран од 917, а бидејќи во душата и понатаму е тркачки болид, моторот не се стартува со клуч или копче, туку со лаптоп. Планирано е да се појави на неколку настани, меѓу кои и Гудвуд, фестивалот на брзината, пошто ќе биде предаден на неговиот собственик Роџер Пенске. Се проценува дека изработката чинеше 5 милиони евра. Британските возачи доживеа непријатно изненадување, барем оние на поголемите автомобили. Неколку града во земјата им забранија да паркираат на јавните површини. Според официјалните објаснувања, ваквата одлука е во согласност со постоечкото правило за димензиите на паркинг местата, за кое малку кој знае. Донесено одамна, тоа ги ограничува возилата кои паркираат на јавни површини да имаат максимална должина од 5 метри, височина од 2,1 метар и тежина од 3050 килограми. Дека автомобилите од година во година стануваат се погломазни не треба да се споменува. Најочит пример е што сегашниот Мини Countryman е долг исто колку и првата генерација на Range Rover. Но тоа нималку не ги спасува возачите. Годишно во Велика Британија се пишуваат по 350.000 казни на автомобили паркирани надвор од обележаното место. Колку автомобилските трендови се непредвидливи, покажува една мала анализа на европската продажба на возила од средната премиум класа. Главни протагонисти секако се моделите на германската тројка, каде предводи BMW со својата серија 5. Без оглед на вкупните бројки, она што привлекува внимание е структурата на продаденото, во која со по еднакви 30% учествуваат дизел и плагин моделите. Електричните само благо заостануваат со своите 27%, за бензинците се определиле 11% од купувачите, а преостанатите 2% отпаѓаат на обичните хибриди. Друга бројка која звучи како да пркоси на трендовите е учеството на караваните со 60% од вкупната продажба. Кај Audi A6 овие проценти се уште поголеми, а па кај Volvo скоро се отпаѓа на V90. Но треба да се има предвид дека германскиот пазар е тој што го одржува премиум сегментот, бидејќи доминантни 46% од купувачите доаѓаат од таму. Следат Велика Британија која учествува со 9% и Шведска со 7%, а на големо изненадување зад нив е Полска со 4%. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk.
Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Oh, it's a head turner. All eyes on it when it passes the corner. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Крајслер ја прославува 100 годишнината од основањето. Денеска во незавидна положба, со само еден модел, моноволуменецот Пацифика и сериозно забатален од групацијата Stellantis, оваа компанија играше важна улога во историјата на автомобилската индустрија. Volvo е компанијата која прва ги аплицира сигурносните појаси во автомобилската индустрија. Тие се заслужни за милиони спасени животи. Сега швеѓаните повторно ги измислуваат сигурносните ремени кои стануваат далеку пософистицирани. A car so revolutionary in its mechanical betterments that it was destined to be a sensation. Тивко, но гордо, корпорацијата Крајслер одбележа еден век постоење. Основана од вештиот механичар и способен бизнисмен Валтер Крајслер, таа низ скоро целата своја историја ги предводеше иновациите. Со превземење на Dodge во 1928 стана дел од големата Детроитска тројка и еден од столбовите на американската автомобилска индустрија. Децениите што следеа ги одбележуваа многу модели на кои им беа заеднички пионерските визии што ги донесоа со себе. Не сите беа успешни, но оние што беа оставија длабоки траги во автомобилската индустрија. Да ги споменеме само моноволуменците, кои го сменија животот на тркала не само во Америка, туку и низ целиот свет. Значаен момент за компанијата беше 1987 кога со превземањето на American Motors Corporation се здоби со собственост на Jeep, чиј профит ја одржуваше стабилноста на работењето. Но имаше времења кога ни тој не беше доволен, заради што една деценија потоа се впушти во неуспешниот брак со Daimler, а во 2014 стана дел од новоформираниот Fiat Chrysler Automobiles. Долгогодишното опаќање на бројките не ја запре ни за крилата на Stellantis, кои јавноста често го обвинуваа дека го запоставува Chrysler во споредба со другите своји марки. Сепак, од компанијата со богато наследство, која многу пати покажа дека знае како да направи пресвртница, ветуваат нови модели и поперспективна иднина. Инженерите на Volvo развија нов тип сигурносни појаси кои се прилагодуваат на патниците во автомобилот и конкретната ситуација. Главна разлика од класичните системи е што новите појаси имаат повеќе начини на делување на затегнувачите, чија работа ја контролира електрониката од податоците што ги собираат сензорите внатре и надвор од возилото. Така, покрај насоката и брзината на ударот, како параметри се зимаат во оглед и кратбата и тежината на секој патник поединечно. Заслужен за создавање на овој систем е Центарот за безбедност на Volvo, кој обележува 25 години од неговото основање. Настана како потреба за централизирање на ресурсите и напорите на компанијата, поврзани со безбедноста во возењето, и оттогаш важи за една од најнапредните лаборатории од ваков вид во светот.
Посветеноста во работата на овој центар беше и основа Волво да си постави цел во догледна иднина никој да не загине во нивните возила. Како мултифункционален објект, тој им овозможува на инженерите да рекреираат безброј сообраќајни ситуации и несреќи. Центарот за безбедност на Волво располага со две тест патеки долги 108 и 154 метри. Пократката е дури и подвижна и може да се постави под агол помеѓу 0 и 90 степени, а при тестирањата на судирите автомобилите постигнуваат брзина и до 120 км на час. Заедно со уште околу 20 на други фиксни и подвижни препреки, фронталните и страничните краш тестови се изведуваат во бариера тешка неверојатни 850 тони. Во состав на овој центар делува и посебен тим за истражување на сообраќајни несреќи, кој има за задача да собира податоци директно од терен. Дали електричните автомобили може да се полнат на обичен куќен штекер? Одговорот секако е да, но само во неопходни ситуации, бидејќи тој е конструиран за помалку изискувачки случаи и може да биде опасно кога е подложен на подолго оптоварување, како што е полнењето електричен автомобил. Имено куќната мрежа е проектирана за максимален проток на струја од 16 ампери, со што теоретски може да се постигне моќност на полнење од 3,7 киловати. А тоа пак значи дека батериите на електричен автомобил во зависност од капацитетот може да се полнат и до 20 часа. За тоа време штекерите и електричната инсталација, односно каблите во зидовите, сериозно ќе се загреат и може да предизвика пожар. Ризиците ги зголемува и факторот дека возилата најчесто се полнат ноќе кога луѓето спијат и опасностите можат предоцна да бидат забележани. Дополнително, при полнењето на електричен автомобил на обичен штекер, загубите на струја изнесуваат од 10 до 30%, токму заради прегревањето на инсталацијата. Затоа секој возач што сака да купи електрично возило, задолжително мора да планира набавка и на соодветен полнач. Доволен е оној од 11 киловати. Секој зиден полнач има посебни заштитни механизми кои го ограничуваат протокот на струја во случај да се детектира прегревање, со што се намалуваат загубите и зголемува безбедноста. Меѓутоа, пред вградувањето на ваков полнач треба да се провери електричната инсталација од страна на професионално лице. Неговата нестручна монтажа може да доведе до сериозни ризици. Во пресрет на новата генерација на Nissan Leaf, јапонската компанија заедно со аеродромот Фиумичино во Рим започна проект за користење на старите батерии на електричниот автомобил. Тие ќе го започнат нивниот втор живот како дел од голем и значаен систем за складирање енергија кој ќе придонесе за остварување на целите за нулти емисии до крајот на деценијава. Тој се состои од 84 обновени батерии кои со заедничкиот капацитет од 2,1 мегават часа ќе ја складираат електричната енергија од соларните панели за нејзино користење во текот на целиот ден. Иако се користени батерии од возила со голема помината километража, Nissan предвидува тие да бидат оперативни уште најмалку 6 до 7 години. Покрај заштедите и еколошкото влијание, значајно е и тоа што со ваквото користење на веќе отпишаните батерии на електричните возила се олеснува процесот и намалува обемот на нивно рециклирање. Можностите за употреба на стари батерии од електричните возила Nissan ги испитува подолго време. Пред неколку години во Јапонија се појавија како систем за резервно напојување на светлосната сигнализација на железничките премини. Во следниот блок се префрлуваме во Азија.
Кина ја ревидира својата стратегија и воведува нова политика кон производителите со цел да ја намали ценовната војна помеѓу тамошните марки и тие да станат попрофитабилни. Луксузниот бренд на BYD го лансира својот трет модел. Yangwang U7 е теренец кој изобилува со луксус и технологија и има две верзии, со електричен погон или приклучен хибрид и чини 50% од европските модели. Јапонскиот Daihatsu се опоравува од аферата во која се втурна и на сцена го враќа моделот Move, овој пат како микрокомбе од јапонскиот Kai сегмент. Кинезите ја менуваат стратегијата. Тамошните власти им сервираа поостри насоки на производителите за да ја ублажат жестоката конкуренција во автомобилскиот сектор која доведе до ценовна војна. Тие сметаат дека со тоа се загрозени трговците и добавувачите, а создадените губитоци не може да се покријат со извозот кој во голема мерка е ограничен. Една од активностите кои ги најавија е дека ќе бидат превземени корективни мерки доколку се утврди дека некоја компанија продава возила по цени пониски од трошоците за производството, реметејќи ја на тој начин рамноправната пазарна конкурентност. Властите се убедени дека автомобилскиот сектор како стратешка гранка на кинеската индустрија игра клучна улога за одржување на стабилниот раст на економијата на земјата, заради што со големо внимание ги следат настаните на пазарот. Затоа и во минатото спроведоа неколку програми за засилување на неговиот потенцијал широкоградо користејќи субвенции и за купувачите и за автокомпаниите. Но беше забележано дека за да ги оправдаат примените средства, некои произведуваа повеќе возила отколку што можат да продадат, што неминовно доведе до кратење на нивните цени, во просек за 20% во последните 2 години. Една година по представувањето, BYD започна со производство на третиот модел од својата луксузна филијала Yangwang, означен како U7. Тоа е голема лимузина која со својот електричен или плагин хибриден погон ќе ги предизвикува премиум моделите на светските марки. Преполне е со револуционерни технологии, како што е ослонувањето, кое место традиционални хидраулични амортизери користи електромотори со магнети. Благодарение на него, задните тркала може да се свртат за 20 степени, со што значително се зголемуваат маневарските способности при паркирање. Внатрешноста може да биде во конфигурации со 4 или 5 седишта, а системот за полуавтономно возење е заснован на 3 лидари, 5 радари, 13 камери и 12 ултразвучни сензори. Електричната верзија располага со 4 електромотори со вкупно 1305 коњски сили, кои обезбедуваат забрзување до 100 км на час за само 2,9 секунди. Максималната брзина изнесува 270, а големите батерии со капацитет од 135 киловат-часа овозможуваат поминување 720 километри. За тоа придонесува и екстремната аеродинамика со коефициент на отпорот на воздух од 0,195. Со истите електромотори располага и плагин изведбата која заради сместување на дволитарскиот боксер со 272 коњски сили е малку подолга, а нејзините батерии се доволни за 200 км електрична автономија. Во корелација со сето наведено е и цената. Во Кина, Yangwang U7 чини меѓу 77 и 87.000 евра.
После 2-годишна присилна пауза, предизвикана од скандалот со местење на тестовите за безбедност, заради што беа повлечени од производство неколку модели, Daihatsu се враќа со новата генерација на MOVE. За разлика од порано, тој сега е микрован од јапонската K класа возила кои ги ограничува должината на 3,4 и широчината на 1,48 метри. За подобро искористување на ваквата дефинирана внатрешност има лизгачки задни врати, кои во поскапите верзии се електрично задвижувани. Внатрешноста, дизајнирана за поголема практичност, е фокусирана на секојдневната удобност на 4 патници. Новата помодерна платформа обезбедува раскинување со минатото, а за погон е задолжен на 64 конски сили лимитираниот трицилиндричен турбомотор од 660 кубни сантиметри. На располагање и во атмосферска верзија со 52 коњи, додека погонот може да биде на предните или сите 4 тркала исклучиво преку вариоматска трансмисија. Во својата 30 годишна историја Daihatsu MOVE има освоено скоро 3,5 милиони купувачи. Цената на новиот модел се движи помеѓу 8.200 и 12.400 евра, а компанијата се надева на продажба од 6.000 возила месечно. Инженерите на Шкода развија целосно електричен тркачки автомобил близок по однесувањето на Fabia RS Rally 2, потврдувајќи тркачката ДНК на компанијата. Развојот на првиот Enyaq RS Race започна во 2023 година, пошто следеше неговата светска премиера лани во октомври. Ригорозните барања на мотоспортот продолжуваат да ги поместуваат границите на техничките иновации, кои можеби нема да се употребат на патеките, но во сериските модели сигурно. Кај новиот Enyaq RS Race искористена експертизата стекната при развој на првиот концепт и го подигна на следно ниво. Најновата верзија го користи истиот електричен погон, но е за 70 мм понизок, 72 мм поширок напред и 116 мм поширок назад. Поважно од тоа, тој е за 316 кг полесен од производствениот модел, а дополнително има бројни визуелни и технички модификации, вклучувајќи оптимизирана каросерија, редизајнирани браници, како и модифицирани амортизери и пружини. Системот за сопирање на серискиот модел е заменет со високоперформансни карборски керамички дискови, 10 клипни клешти напред, 4 клипни клешти назад и нов систем за ладење на сопирачките. Покрај тоа, концепт автомобилот е опремен со хидраулична рачна сопирачка и систем на педали од Шкода Fabia RS Rally 2. Наместо стандардната DCC инсталирана е специјална спортска суспензија која овозможува индивидуални прилагодувања на цврстината на пружините. За да се подобри управувањето и забрзувањето, новиот Enyaq RS Race е опремен со диференцијали со ограничено пролизгување и на предната и на задната оска. Двата електрични мотори кои испорачуваат комбинирана моќност од 250 kW и батеријата од 82 kWh се идентични со оние во серискиот модел. Како кај Шкода Enyaq Coupe RS, максималната брзина е 180 km/h, но полесниот Enyaq RS Race сега забрзува од 0 до 100 km/h за помалку од 5 секунди. Шкода избегнува да се изјасни дали Enyaq RS Race ке стане дел од тркачката програма на марката, но повеќе од сигурно е дека дава идеи кои ќе бидат применливи во сериските модели. Најпродаваниот модел на Kia доби нов изглед со кого станува уште поатрактивен. Sportage, кој досега се има продадено во повеќе од 7 милиони примероси низ целиот свет, го започнува својот поход летово. Кај нас се очекува во последниот квартал на годинава.
На европскиот пазар Kia Sportage стартува со изведбите со 1,6 литарски TGDI турбобензинец кој е спарен со 6 степен мануелен или 7 степен DCT автоматски менувач со двојна спојка, кој испорачува 150 конски сили. Неизбежна е верзијата со хибриден погон, кој го користи истиот турбобензинец, но испорачува 239 конски сили. Кон крајот на годинава на пазарот ќе се промовира и верзијата со приклучен хибрид. Кај хибридните погони ќе може да се бира и погон на сите тркала. Задолжителните ревизии на дизајнот за фейслифтот вклучуваат браници со дополнителни 2,5 см преден преклоп и редизајнирани дневни светла. Внатрешноста има двокрак волан, редизајнирани отвори за воздух, безпрекорно интегрирани во контролната табла и нов тапацир на седиштата. Ажурираниот Sportage стандардно доаѓа со новиот навигацијски и информативен систем Connected Car Navigation Cockpit. Системот за забава во автомобилот вклучува меѓу другото асистенти со вештачка интелигенција кои ја подобруваат традиционалната гласовна контрола, како и пристап до дополнителни апликации, некои со платена содржина. Тука спаѓаат услугите за видео стриминг YouTube, Netflix и Disney+, како и понудите за игри. Од новите достапни функции за олеснето користење на Sportage се издвојува дигиталниот клуч што се инсталира во паметниот телефон или паметниот часовник, кој може да се сподели со неколку лица. Се нуди и 10-инчен дисплеј на ветробранското стакло и камера со поглед наоколу со тридимензионален поглед од птичја перспектива на возилото. Цените ќе бидат познати кога ќе пристигне во Македонија, а тоа е во четвртиот квартал на годината. Верувам дека денешните содржини ги исполнија вашите очекувања. Ви благодарам на вниманието и до гледање до следната сабота.